Добро вечер во уште едно издание на 24 анализа. Прво за оваа недела. Оно што е актуелно во моментот е интерпелацијата, расправата по интерпелацијата за министерот за здравство Никола Тодоров во македонскиот парламент. Надвор се случува и протести. Аферата со лични карти, фалсификувани лични карти, исто така во центарот на вниманието на македонската јавност и практично целиот тој случај поврзан со и околу политичката криза во Македонија е доволна провокација за уште една дебата, за уште една анализа. Вечерва со моите гости Мирослав Грчев, универзитетски професор, колумнист, архитект во вокација. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер и за Сотир Костов, колумнист, правник по вокација. Да. Спојот, кога ме праша кој е спојот помеѓу Костов и Грчев, реков колумнисти, со тоа што Грчев е жесток критичар на оваа актуелна владеачка гарнитура, за разлика од господинот Костов, кој што пак е критичар на постапките или политиките кои што ги тера опозицијата. На целата опозиција, на дел од опозицијата. Така, на дел од опозицијата, да. Но она кој што го води целиот тој случај со политичките бомби. Господин Грчев, ќе започнам со вас, ќе го искористам моментот што сте архитект и ќе побарам една мала дигресија надвор од политичките збинувања, од политичката криза, еден ваш коментар за она што е најава за градење на двата факултети Финки, факултетот за физичка култура, барокни факултети во срцето на Скопје, односно во комплексот на факултетите. Знаете, оградата ви беше непотребна затоа што сите знаеме дека архитектурата, конечно како ни една струка друга, не е оставена да се развива и да постои, да гради и да мисли самата со себе, односно преку своите дејци, преку архитектите и преку оние што ја создаваат граѓаните, туку е политизирана, ставена во функција на еден режим, така да не само Скопје 2014, туку и еден куп други проекти во Скопје и околината, па и овие во кампусот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, се исклучителни акти на насилство, на злоупотреба на архитектурата, злоупотреба на просторот, а во овој случај злоупотреба и на автономијата на универзитетот од страна на власта, односно владеачката партија ДПМН. Таа приказна за упад во универзитетскиот кампус, за градење на барокни згради, кои што владата ги форсира. Ова барок не го кажувам под наводници, затоа што тоа е сериозен упад на владата во нешто со што Уставот експлицитно кажува дека не смее да се бави, со градба, со урбанизам, со архитектура, владата не смее да се бави. Значи, таа ги обусловува градбите и го уцени, односно упадна во универзитетската автономија да изгради дел од својата важна, практично фашисоидна барокна приказна и во универзитетот. Господин Костов, вие сте, реков, правник по вокација, ќе отворам расправата по однос на политичката криза која што е во Македонија, веројатно се насетува и расплет, затоа што изборите се закажани за 24 април. Иако во последно време се повеќе се слушаат тези за поместување на одржувањето на изборите, затоа што се доцни со имплементирањето на Вражинскиот договор. ДИК веќе горе-доле е завршена работа, останува уште МРТВ и оно што е оставка на премиерот Никола Груевски. Ќе има избори на 24 април според вас? Јас сум длабоко убеден дека ќе има избори. Не гледам причина зашто би се одлагале понатаму. Секој пат се присутни, ајде да не речем музички желби, исполнување на музички желби, него ето субјектите кои чинат дека може би се понеспремни
во моментот, да ги одложат изборите, но чуму беа тие толку средби во пржино, меѓународната анимирање на меѓународната јавност, договарање, предоговарање, по трет пат договарање и така натаму. И сега кога безмалку, како што рековте, сите работи се или спроведува, или организира, или се создадува услови за, како што некој вели, фер, слободни и демократски избори, како да досега немало во овие 25 години, јас не гледам причини за одлагање на изборите. Во колумна напишавте Зоран Заев лаже затоа што вистината за него е болна. На што го крепите овој ваш доказ? Тоа е комплексно прашање. Тоа е тврдење, не е доказ, да ви исправам, нема да ми замерите. Вака, прашањето околу Зоран Заев е доста комплексно, бидејќи во моментот тој зазема лидерска позиција, тој е лидершип на најголемата опозициона партија, а секоја држава сака да има добра, моќна опозициона партија која ќе е коректив на власта. За жал тоа сега не е случај во Република Македонија. СДСМ како да ја изгуби својата есенцијата на социјалдемократијата, на која јас во мојата младост во комунизмот, кога учев на Западот кои се системите и какви се воодушевував на западната социјалдемократија, ајде да речам од скандинавски тип, но и не само од скандинавски тип, и кога наеднаш гледаме овде, нема ни С од социјалдемократија во најголемата опозициона политичка партија, или ако сакате во партијата која некаде 10 години беше на власт во државата, ама не гледам дека социјалдемократски принципи спроведуваше или се водеше од принципи или градеше, создаваше вредности. Исто како што ВМРО не спроведува отстапува и ВМРО отстапува од своите конзервативни или десничарски работи, оди кон леви работи, ама еве некако народот му верува на ВМРО, па го изгласуваат. И некој тоа сака и тоа да го негира. Да се вратам на Заев. Мора да имаме, ако претерам слободно, бидејќи комплексно е прашањето, морам го ценам господинот Заев како лидер и не можам на брзина тоа да го кажам, ама ќе се трудам да бидам краток. Значи, мора да имаме во предвид дека тој е млад човек, успешен човек, кој создаде. Јас сум човек од истокот и знам каква беше Струмица, создаде добар град. Струмица, значи на околно ниво е успешен. Сега, кога мислам, кога посака да биде лидер, да замени една моќна фигура во Социјалдемократскиот сојуз, во политиката на Македонија, тоа е Бранко Црвенковски, мислам дека може би избрза или не се прецени добро дали може тоа да го прави. И видите сега, за краток период, додека ја развиваше и создаваше модерната Струмица, без иронија го зборам, го мислам, знам каква беше пред него, знам каква е сега, ја гледам каква е, не слушнавме ништо лошо за Заев. Од кога пројави амбиции, од кога стана лидер, наместо да продолжи така, да работи, да не таласа непотребно, би рекол, тој прво па мушко аболицира. Значи, се работи за човек кој е аболициран на многу млади години и, бидејќи сум правник, па не е фалење, ама во вистинска смисла на зборот, 30 кусор години имам искуство, нема да го коментирам тоа. Значи, некој, тоа е председателот на државата, оценил дека во тој момент треба да го аболира, Заев го аболира. Но, што му се случува? Веднаш после тоа, пак пријави за кривични дела, не ги коментираме, да не прејудицираме се основани или не се основани, снимки за недозволени действија. Мислам дека се работи за човек кој, знаете како, очигледно многу зборува, велиме кога луѓето многу зборуваат како да ги има првите николци на нечестивоста. Се служи со нечестни средства да дојде на власт, би рекол, ни го направи, ни го даде и, за жал, влеговме во таа спирала ние на правно-политички инженеринг, би рекол, и сега некој чука глава што ни се случува со правниот систем, а некој сече вени што ни се случува со политичкиот систем, бидејќи имаме еден вид диво месо.
Имаме паралелизам на установа која гони иста работа, тоа е кривични дела и исторителни на кривични дела, имаме јавно обвинителство содржано, имаме специјално јавно обвинителство. Тоа е потврда веројатно дека нешто не функционирало во системот на државата. Еве нека биде така, а во расправите ќе видиме баш дали е така. За да му дадам така. збори на господинот Грчев. Да. За да... Еве вака, значи, потоа, човекот е склон од наутро насавале кога ќе стани, кога ќе го започне денот до навечер кога завршуваме со нашата активност, за една иста работа да даде 3 изјави и сите 3 да се различни. Ќе каже, ќе се демантира, ќе даде демант на демантот. И сосема накратко телеграфски, очигледно треба да прекинам со првото моје јавување. Значи, Зоран Заев, живи луѓе ќе јаде, кажете им, дошол овде и ќе менуваме од хигиеничарка до врвот, во општината некоја X. Тоа е едно. Го демантираше, го извадиле од контекстот. Очигледно треба да кичумата ја свиткаме, за да името го смениме, го демантираше, не го сватиле како што треба. Фамозните снимки му ги дала странска служба, прва верзија. Му ги дале анонимни граѓани, втора верзија, на трета, четврта има и веќе не се сеќава. И тоа го демантира еднаш, кажува вака, еднаш кажува онака. Кога ќе го снима, ќе каже едно, кога ќе излезе пред камери, ќе каже друго. Значи, тоа е човек кој не стои до збор, човек кој сака да манипулира, човек кој е далеко од вистината, човек кој е далеко од моралот и човек кој не почитува основни животни вредности. Затоа не му верувам, и завршувам. Година дена ни ги збори со овие неовластени снимени разговори приватни, неовластено ги објави, а за година дена не добивме ни еден доказ. Значи, завршувам со тезата, ќе ја образложам. Немаме А од аргументи, немаме Ф од факти и немаме Д од докази. Да имаше, еден ќе излезеше. Па дали ќе е од Белизе, дали ќе е од Швајцарија некоја сметка, дали ќе е некој таен договор каде што сме се договорили јас и вие да поделиме нешто, па некој го извадил. Јас сум професионален истражувач, добро вечера не сум во таа улога овде, значи јас знам што е истражувањето. Може да му дадам збор на господинот Грчев, иако затоа не му верувам и затоа мислам дека не ја зборувам вистината, се извинувам. Иако го тргнете по истата логика, веројатно ќе најдете и кај премиерот Груевски. А збориме за Заев сега. Така, да. Кога ќе ме прашате за Груевски, кажам да. Груевски. Господин Грчев? За истата тема. Па, еве. Гледате, го слушав внимателно соговорникот и просто не знам што да кажам на таа тема. Целата приказна што ја слушам изгледа како пред гранапче да се анализираат работите, аз му казах, он ми каза, аз му казах, он ми каза. Се зборува за анализа на нешто што кажал или не кажал лидерот на една опозицијска партија, најголемата во Македонија. Пред нас се огромни материјални дела на кршење на устав, кршење на закони, изведување на класичен државен удар, подјармување на голем дел од населението, воведување на систем на закана, клиентелизам, уцена од страна на партијата на власт, од страна на премиерот и неговата влада. Во ситуација сме да гледаме дела материализирани. Спомнавме малце преска, сечени дрва, изградени објекти, монструозни. Има уште многу други дела. Значи, гледавме како се врши државен удар пред камери, како се изфрлуваат под налог на извршна власт, од парламент гледавме како се изфрлуваат пратеници на опозицијата, што е класичен државен удар, десничарски, фашисоиден по својата дефиниција, затоа што истото тоа го направи Хитлер 1934 година, ги изфрли
социјалдемократите, а претходно комунистите ги затвори и на тој начин практично дојде до со парламентарни избори и со парламентарен државен удар дојде на власт. Значи, тоа се дела. Тоа се ситуации кои веќе имаат своји жртви. И во човечки животи, системски, да не зборувам за сериозните проблеми на рушење на идентитетот, цепање на целата земја, на делови, на цели популации, ставање на клин во самата иднина на нашата земја. Сега, тоа се работи за кои што постојат материјални докази во бетон, материјален доказ, еве ја најлесно примерувам од мојата струка. Се она што е изградено во така наречениот проект Скопје 2014 е де факто по логиката на основните закони на градењето, тоа е дива градба. По логиката на законитоста на проектот, тоа е неуставна, потполно неуставен проект, кој што го води неуставна влада. Каде го пишува во Уставот? Еве, јас да ви кажам кај го пишува во Уставот. Во Уставот пишува експлицитно кои се надлежностите на владата и пишува експлицитно кои се надлежностите на локалната самоуправа. Во членот 115 пишува дека работите од урбанизмот и уредувањето на просторот, тоа се подразбира, таа формулација значи градење, спроведување на урбанистичките планови, е во исклучителна надлежност на локалната самоуправа. Значи, Уставот потоа ги наведува и надлежностите на владата или на парламентот, значи на централната влада, никаде ни со еден збор не спомнува дека има било каква надлежност во урбанизмот, градењето и во овие надлежностите на локалната самоуправа. Значи се работи за упад во уставниот поредок, кој што сега, знаете, тоа е како лавина. За да тој упад материјално го изведе, владата на Никола Груевски мора да ги корумпира и да ги смени сите аспекти на системот. Значи, затоа што тој е противзаконски, тој треба да го уништи, да го подјарми, односно да го стави во служба партиска на тој проект, јавното обвинителство, полицијата, инспекцијските служби, државниот инспекторат, судовите. Дури овој проект, кој што е очигледно и експлицитно противуставен, беше обжалуван на Уставниот суд и Уставниот суд, додека беше Уставен суд, тој уште и реагираше и некои планови, односно измени и дополни на планови, некои решенија ги враќаше како неуставни. Меѓутоа, ова што сега работи во зградата и под таблата на Уставниот суд, тоа воопшто не е Уставен суд. А што е? Тоа е група на луѓе, тамо група на луѓе кои што се представуваат како уставни суди, меѓутоа ја кршат основната заклетва што ја дале и работат спротивно на Уставот. Да речеме, веднаш ќе ви примерувам. За обжален план од центарот на градот, кој што владата го форсираше преку општина Центар, во кој што експлицитно се крши генералниот план, законот за просторно и урбанистичко планирање и така натаму, нели, вклучително и овие членови на Уставот за кои што зборував, Уставниот суд се прогласи ненадлежен со образложение на кое што, како да ви кажам, од правен аспект студенти од прва година правен факултет не би смееле или не би можеле да си дозволат таква глупост да напишат, дека Уставниот суд не суди за содржината на плановите, значи дали е содржината на планот противуставна и противзаконска,
туку само за постапката. Што е смешно, што Содржината локалната самоуправа, единствена локалната самоуправа расправа. не. На јавна расправа се Не, овие колку знаат. Тие ја донесуваат, тие да го донесуваат планот, меѓутоа планот е подзаконски акт, тоа мора да го знаете добро, и е во нивото на пропис. Во Уставот и во деловникот на Уставниот суд пишува прецизно дека Уставниот суд ќе поништи или ќе укине пропис, општ акт или закон кој што не е во согласност со законите и со Уставот. Во овој случај Уставниот суд се само поништил. На ист начин на кој што се само поништија и другите органи преку владата, овие сите што кажав, во една ужасна, незаконска стварност, која што можеше да се забележи дека ја продуцира само тоталитарни фашистички општества во минатото. Значи, вие не можете да видите ова што се случи во центарот на Скопје да изникне во некакво демократско општество. Тоа не е можно. Тоа историјата до сега не го покажала. Додека Мусолини во фашистичка Италија, Хитлер во нацистичка Германија, во поново време, нели знаеме во центарот на Букурешт, Чаушеску во последните години од својата диктатура, Садам во последните години од својата диктатура произведуваше таква архитектонска стварност. Знаете, тоа ви е последица и причина. Директна каузална поврзаност, која ќе видите волку бесмислена, барокна, неписмена архитектура која што не произлегува ниту од архитектите, ниту од архитектонската мисла, ниту од граѓаните, ниту од стварноста, туку е проект на нискиот вкус на една диктаторска партија која што ја држи власта. Тоа се случува само во општество тоталитарно, авторитарно, а по идеолошката подлошка фашистичко. Морам нешто само кратко. Значи на почетокот се воздржав, сега бројав 3-4 пати фашизоидно, фашистичко, тоталитарно, авторитарно и така натаму. Ако имам време ќе докажам дека нашиот систем не е тоа, не е режим. Самиот доказ е господинот Грчев кој слободно зборува и ништо не му се случува, нека направи разлика, го молам. Значи, нека направи разлика. Едно е режим, кога ќе кажеш нешто што не му се свиѓа на режимот, ќе дојде детски апото и ќе те снемат дженем, ќе отидеш. Денеска може слободно ова да се зборува, можеш да велиш долу влада, не го сакам Груевски, ништо не ти се случува. Па извините, господине Грчев, тоа е политички систем. Значи, дека ништо не се случува. Не мора да се согласиме, али молам да ми одговори господинот Грчев да ми каже каде во моето првично излавање виде тоа казав, овоа казав, овај ми кажа, каде го виде тоа? Во кој дел од моето кажување? Бидејќи ова е личносно цитиравте само што негде кажал господинот Заев, па овде кажал, па Сабајле кажал едно, поподне се кажал друго. Го споредив тоа. Тоа е лидер. Тоа е лидер, не сум измислил, тоа се факти, тоа е преку медиумите пренесени и тоа е документирано електронски и печатени медиуми. Не ви кажав дека не измислив. Не ви кажав дека измислив. Тоа казах, овоа казав, отпаѓа, не држи. Не, напротив. Вие зборувате само за тоа што Зоран Заев кажал, не кажал, прекажал. Домакинот ме праша зошто мислам дека не ја кажува вистината или рече да не му веруваме или лаже или се ево не сакам да парафразирам да го навредам Мишко и ја одговорам зошто не му верувам на тој човек. Јас ви кажувам дека се тоа ирелевантни работи затоа што пред нас имаме стварност која што е ужасна, стварност која што во секој поглед вие посочивте фантастичен пример. Значи, ако јас можам да кажам за оваа стварност дека е тоталитарна или авторитарна или фашистичка со својата идеолошка подлошка, со самото тоа значи дека таа не е тоа. Да беше, јас ке бев мртов.
Така? Не сте не сватили Прилично или смешно, а? нема љутиш, не знаете што зборувате, значи. Да не го цитирам сега. Она беше, да не го цитирам, а тоа важи за Заев. Она беше смешно претходно. Вака. Тоа е ствар на вкусови. Тоа е point of view, точка на гледање за убавото. Каде гледаме? Дали ќе паднеме во транс, па ќе ни се случи омит синдромот, многу добро знаете кој е, или ќе сме намагодени, нема да ни се бендисува, но во никој случај. Зборите за фашизмот? Не, за градбите збор. За градбите збора. Значи, во никој случај тоа не е фашизам. Во никој случај тоа не е тоталитаризам. Видите вака да ви кажам. Од кај знаете? Ја не сум скопјанец. Кога дојдов во Скопје, до пред 10 години се уште автомобилот во центар го паркирав во кал. Значи немаше ни калдрама, ако се сеќавате ромите кај што седе и питачите. Значи таму паркиравме на диво, значи немаше улица, немаше тротоар, да не зборам за овие кружни работи. Улица и тротоар? Таму кај што ви кажав, во центарот на Скопје. Опозит карши од Кенан бивши. Ви тврдам, таму колата си ја, автомобилот го ставав. Ама да се докажам сега. Слушате го вака. Значи вака си ја. Во Тревник сте го ставали. Значи 2014 не е само споменици и скулптури. Еве јас што го гледам. Прво институции. Државата дебело плаќала кирии, некој дебело го полнел джебот и сега државата одлучи. Можеби две нози во еден чевел да стави, да изгради 50 нови институции, да отпаднат кириите, државата своја на своето да си дојде. Второ, изградени се многу тротоари, многу кружни токови, многу зелени површини, многу овие точоци за траки, дозволете, за велосипед и така натаму. На еден начин е поедноставно движењето, комуникацијата и е поубаво во градот. И сега, на ваш терен ќе дојдам и ќе ви направам кеф. Можеби, и јас не се согласувам со густината на некои споменици на квадратен километар. Дозволете, можеби. Ама знаете како? А можеби и не. Не, да, можеби да. Можеби и да. А можеби да. Значи, кога ќе вака, случајно до пред 2 години работев во центарот на градот, 5 спрат кај стоковната што е, таму е МНФ, мојата биша фирма, сместена, и 3 години анализирав кој све доаѓа во центарот. Сакаш јапонци, сакаш кинези, сакаш странци, одев долу да разговарам со нив. Не видов згрозеност од она што го гледат околу, на најголем дел ми се бендисуваше, да бидам искрен, некој ме прашува, мора ли да е олку голем? Значи, не сакам да сум лицемер, ама луѓето беа воодушевено, дали сакате од фонтаната, дали сакате од боите, дали сакате од свежината на ветерот што доаѓа, од травичката, од плоштадот. Дозволете. Е сега. Значи, некој гради, создава, па еве, ја велам вредности, вие велите невредности, нека оцени по широката јавност. А некој долги години не градел. Сега се заканува. А ние новинарите прашуваме колку пари. Може ли само да направиме една пауза само да го завршам за реклами? ова. Значи, мислам да завршам. Јавноста... Ајде. Јас сум послушен. Гледате, зборувате за работи кои не само што не ги знаете, туку не ги препознавате кога ќе ги видите. Вие не препознавате што е улица, што е простор за садење дрва, што е зеленило, што е дрво, што е трева, што е споменик, што е архитектура. Да ви кажам, до овде сето подобро можеби од вас го препознавам. Столбови, динамика, статика, ви симнувам капа. Не, знаете што. Знам дека сте успешен архитект и ова без иронија ви го признавам. А за ова што набројувавте, по чему вие боле од мене да знаете, господине, кога јас благодетите ги користам као граѓани? Гледайте. Па јас гледам како било порано, а како е сега. Вие имате 2 бубрега, меѓутоа не значи дека можете да вршите операција на трансплантација на бубрег. Значи тоа што сте граѓани, што возите кола, тоа не значи и гледате помеѓу згради и живеете во зграда, тоа не само што не значи дека знаете било што за таа работа. Уште помалку значи дека би смеело да си дозволите да зборувате за тоа. Особено
Вие зборите за фашизам, за диктатури, вие си го дозволувате тоа во еден политички систем на плурализам и демократија. Ја да не смеам да зборам за она што ме обкружува, за екосистемот, за околината која мене ми се бендисува, наоѓа мани одредени, а ова за бубрезите не ме сватив. Не ме сватив за бубрезите. Тоа после ќе го објаснам кога ќе заврши емисијата. Може ли да повикам реклами па да ја продолжиме дискусијата? Реклами па се враќаме назад во студиото. Само во АМЦ купи на рати веќе од 5 евра месечно, само со лична карта. Купи лаптоп, смартфон, таблет, компјутер, телевизор за само 5 евра месечна рата, само со лична карта. Аплицирај на лице место во салоните на АМЦ. Брзо и едноставно до вашиот нов уред. АМЦ. Секогаш најдобри цени. Тато, мислам дека мора да си удиме. О, не! Почекајте, имам одлична идеја. Зошто ти и твоето момче не го земете мојот автомобил? Има седиште со масажа. Ох, и неговиот исто. О! Има и Матрикс лед светла. Чао, мамо. Чао. Разгалено детиште. Сноб. Ја вознемирува премиум класата. Новата Астра со седиште за масажа и Матрикс лед светла. И оваа година повторно на врвот. За управувањето со задолжителниот пензиски фонд, НЛБ нов пензиски фонд ја доби наградата Best Sovereign Reserve Fund in Europe. НЛБ нов пензиски фонд. Првата љубов ми се викаше Светле, Светлана, втората Сонја, па Мимоза, па Теодора, па Наташа, па Сонја. Сонја кажав? Да, добро. Па после имав една Искра, па после имав една Ивана, па и сите ме откачија. Сите, само една не. Струмка. Струмка и јас. Половина век, љубов. Македонио, среќна нова година! Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Сонце мое, наскоро ќе уживаш во вкусот на слободата и првата љубов. Ќе ги почувствуваш сладкиот вкус на победата и горкиот вкус на поразот. Но се ќе биде во ред, бидејќи има еден вкус кој ќе те потсетува на дома. Идеал шипка, вкусот на нашиот дом. Што се можеш да кажеш со Тубор? Кажи дека вечерва сакаш да излезеш со другарите. Кажи му дека треба почесто да се смее. Кажи дека сакаш да се качиш на сцена. Кажи дека ја сакаш. Кажи дека забавата започнува. Say with Тубор. Open for more. Здравието нема цена. Одберете докажан производ. Одберете G132 плюс натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрастните. Земете G132 плюс натурал и имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. Кога едноставно не можеш да одолееш, потрошувачки кредит до 15.000 евра за само 30 минути. Искористете ги поволните услови, без административни трошоци и однесете дома вредни награди. iPhone 6s, Lenovo лаптопи и 20 вредносни ваучери. Аплицирајте до крајот на јануари 2016. Стопанска банка, на ваша страна.
Добре дојдовте назад со 24 анализа. Мој гости Сотир Костов, колумнист, правник по вакација, Мирослав Грчев, универзитетски професор, колумнист. Застанавме се и околу објаснувањето на господинот Костов. Ке бубрезите бевме? Да. Бубрезите, значи тезата беше тоа што сите имаме по некој бубрек во телото, не значи дека знаеме нешто за нив и дека можеме да вршиме операции на бубрези. Исто како што тоа што граѓаните и господинот Костов се шета по градот, не значи дека знае стручно и мериторно да препозна и да каже нешто во однос на архитектурата, урбанизмот, планирањето, во струки со кои што немал никаков контакт. Да, знам што е калдрама и асфалт, знам што е имање паркинзи и знам што е немање паркинзи. Тачно. Толку знам. Кога се однесува до тоа, зеленилото, кое што според соговорникот многу било засадувано во последно време, рековте немало, па има. Не, го има, реков. Да бидеме точни во интерпретација. Го снемува со секој ден од владењето на ДПМН. Во центарот на градот тоа е намалено по логиката на површини веќе помалку од 50% има, а по логиката на зелена маса по дрва веќе нема 90%. Значи оваа власт се што прави со исклучување на струките, професионалната јавност, прави спротивно од интересот на градот и на граѓаните. Можам да ви наведам. Дрвата, сите гледаме, упаѓаат и ги сечат ноќе, како што тоа го правеше тајната полиција на тоталитарните системи. Сталинова или Гестапо, нивно време е помеѓу 2 и 6 сат са бајле, тогаш ги вршат своите злостори. Било кој аспект од, да речеме, префасадирањето. Тоа се сите незаконски работи, непотребни, трошење на народни пари, без да се праша врз основа на злоупотреба на еднаш лажирано мнозинство на избори, потоа се злоупотребува. Еве ќе го видите и она што се гледа и она што не се гледа. Изградија пат од Сопиште до Скопје, уништувајќи целата источна падина на Водно, кој што е парк шума. Водно, кој што е гарант за нашиот воздух, за нашата микроклима, изрушија неброено дрва. И тоа потполно без никаква потреба, спротивно на закон, спротивно на просторниот план на Републиката. Господин Костов, сакам да ја поместам малку. Значи, тоа е злосторничка влада, сакам да речам, и секој зафат во урбанизмот и архитектурата без злостори. Тоа е чудна работа како е таа злосторничка. Им е злостор, секој зафат им е злостор, кој што е во политичка функција, а спротивно на интересите. Може ли малку да ја поместам дискусијата на кај политичкиот дел? Вие во една ваша колумна велите за лажирањето на изборите и крадењето на македонската демократија, на ВМРО ДПМН мора да се изрече доживотна забрана за учество во политичкиот живот на Македонија и ретроактивно да се одземат сите лажирани изборни победи. Ви изгледа малку нереално како детска бајка, прашувате. Тоа изгледа како детска бајка. Сакам вас да ве прашам за еден коментар, затоа што меѓу другото и господинот Грчев во еден дел од муабетот каже дека оваа владеачка гарнитура партијата практично ги узурпираше сите државни институции. Зашто патиме од кратко паметење кога тоа првин го направи амебата од комунизмот, која се подели во 3 крака на социјалдемократи, на социјалисти и на реформисти, и ја зазедоја, и ја партизираа државата, и натаму се случува што се случува. И тоа е алиби сега и ВМРО да го прави сега исто. Две промени имаме, 98 Испарија и 2006 каде што се почна со големи реформи, сега имаме и обструкции на тие реформи. И без факти се етикетизираат како што се етикетизираат и ни случува.
Можеме да коментираме или господинот би да објасни ова, па да го дам ја мојот коментар на оваа теза на господинот, што е многу интересна. Може да објасни. Да. Ајде. Се надевам ќе има време и за мене. Да, еве кратко ќе го направам тоа. Се работи за анализа. Ова знаете зашто ве прашувам? За двајцата да знаете, бидејќи го гледам и часовникот, бидејќи првиот предмет со кој што ќе работи специјалното обвинителство се токму изборните нерегуларности врз нив прогласија ставна надлежност. Затоа прашам. Па гледате, од кога дојдоа на власт на демократски избори, ВМРО ДПМН 2006 година, потоа веќе нема демократски фер. Зашто меѓународната заедница се сите прогласени за помалку или повеќе? Помалку или повеќе. Ама има секој пат има проблеми во функционирање на институции. Извештаите на извештаите на меѓународната заедница се однесуваа на денот на изборите и тие ги прогласуваа за релативно мирни или релативно добро организирани. Меѓутоа, во тоталитарни општества изборите не се лажираат на денот на изборите, туку пред 5 години. Помеѓу двата изборни циклуса со закани, со корупција, со видовме фалсификување на комплетни институции. Дека се фалсификувани последните неколку избори, имаме материјални докази. Дајте, покажите ми еден. Или упатете ме да го најдам. Ви покажав предходно. Не ми покажавте ништо. Упатете ме да го најдам. Јас сакам да видам, да се уверам. Во избирачкиот список на Максим Горки 27 постојат 74 жители во ист стан, жители кои што никогаш не биле таму. 20 тие 70 луѓе издадени им се лични карти на тој стан. Значи цела една фикција која што е материјален доказ кој што се уште стои во избирачкиот список. Значи тоа е материјален доказ. Тоа се луѓето од Пустец, Мишко. Да, тоа се луѓето од Пустец. Имат пасоши, пат не исправи. Имат лични карти. Обезбедиле престојувалиште или живеалиште. Не знам конкретно. Тоа еве се материјалните докази, ало. Имаат право да гласат. Гласале. Стварно не знам. Колку луѓе има во Пустец? Колку жители? Дали се запознаени? Извини, вака ќе прашувам? Не. Вие, господине? Дали сум ги бројал луѓето од Пустец? Не, колку има, колку живеат во Пустец. Значи, живеат 2, 4, 5, 6 илјади. Овде дошле 40, 100, 200, 500 илјаду. А со 1000 луѓе не се фалсификува избори. Пак се изместивме од темата. Гледайте, пак се изместивме од темата. Јас баравте материјален доказ кога една држава ќе остави материјален доказ. Еден е доволно. Еден баравте, еден ви покажав. Сакате да вадам стотина? Не ми покажавте. Значи, тоа што им издала пасош, лични карти. Контраргументи, можеле да гласат, гласале. Постојат докази. Појавата дали е симпатична е друго. Не, зборуваме за симпатично. Ние имаме тоа се контингентите на Жерновски. Ја не се согласувам. Луѓе имат право да гласат. Гледайте, не е ништо скриено, све е легално. Човек може да се прави недоветен дека е целото Скопје 2014 прашање на вкус. Може да се прави недоветен за мене зборувате? Не, зборувам за било кој. Ја реков дека е тоа вкус. Не, ако се препознавате, таман работа. Препознава, кај што треба се препознава. Нели, кај сакате може да се препознаете, али сакам да речем да се прави недоветен и да фалсификување од страна на органот на државата на лични карти. Тоа е најзлобното и најстрашното фалсификување. Затоа што не даде оставка демонстративно една фалсификувана лична карта значи дека системот може и фалсификувал неброено многу. Вака. Знаете зашто? Кажавте во затоа што во политичките бомби, сега не знам кој е вашиот став, но мислам дека баш многу и немате никој респект бидејќи не знам како се обезбедени. Затоа што во тие политички бомби кои што ќе ги работи сега специјалното обвинителство, ние имаме ситуација каде што
Поранешниот човек на УБК со министри разговараат, укради го овој материјал, изнеси го тој материјал, однеси ги овој да гласа таму, афера лични карти, фалсификувани лични карти. Апропо тоа зборувам, ги организираат тие докази истите за кои што на една адреса. Нели гледате, не ја што не сакам да зборувам за тие снимки, тоа не се докази. Па специјалната обвинителка бега од нив. Па 3 месеца зошто не си ги зема, бидејќи со што ќе работи, врз база на што ќе работи таа. Значи, не сум ја единствен што мислам дека тоа се незаконски направени снимки на приватни разговори, не на јавни. Значи, не на нешто што јавноста е излажена, манипулирана. Сме си разговарале ние и како велеше, не, чекај, како велеше Заев, па кога ќе се опуштам, па ќе подвикнам на сопартијците, па и дома, па значи он може, а другите не можат. Не, ви се молам. Вака сакав. Чекайте, во снимките го имате материјалниот доказ покрај останатото за фалсификување. Е незаконски снимано и неовластено објавено. Кога тоа ќе стигнеше во полиција или да ја рипнеме полицијата, не и верувате, во обвинителството и кога обвинителството ќе ги третираше, јас и вие ќе зборевме за докази од снимки. Обвинителството не третирало ниеден случај од криминалните надела. Намерно го направи ова, бар јас така мислам и еве, полека времето го разобличува. Многу е индикативна, апропо вечерашните ставови за фашизоидност, диктатура, режими, ова изјава од колумната за ВМРО. Господа, на господинот. Да се изрече до животот забрана тоа. Па тоа граничи со фашизам. Па тоа е историски инженеринг. Вие, партијата со која се идентификувале наши дејци, пошто во колумната не е спомнато ВМРО ДПМН, јас ја зедов и книгата да ја исчитам, него е историското ВМРО потенцирано. Вие ги негирате нашите историски дејци, вие ги негирате луѓето што го направија 2003 година, Крушевската република, идеите кои се преземани од партизаните и НОП. ВМРО нема врска со ова ДПМН. Не, чекајте. Колумната ќе ја читаме исцело ако сакате. Ја многу добро знам, не сакам да сум лицемер, во моја колумна ја го коментирав ова. Значи, вие фактички ги негирате и мислите револуционерни. Еве, прво ми паѓа на Гоце Делчев. Светот го сваќам како поле на култура направено на народите и луѓето и така натаму. Па за тоа се залага вечерашниот мај и ваш соговорник. Земете ја целата колумна во исцело, да ја читате или најдете ја книгата Името на злото. Тоа е ваша конструкција. Боже сачу, јас ќе ја донесам колумната и ова со Гоце ќе ви ја пратам. И ваша лична измислица. Ќе ви ја пратам. Не морате да ми праќате моја колумна, пошто се работи за лажна интерпретација. Меѓутоа, сакам да ви кажам, ВМРО ДПМН е фатено како лажира избори. Не е фатено од кое? Оно е фатено како го изврши државниот удар и како ја спои партијата со држава. Постојат веќе премногу документи и меѓународни извештаи и извештајот на Прибе кај што зборува за поврзаноста на партијата со државата, стопувањето. Во капиталистичкото општество тоа спојување представува потпуна негација на либералната демократија, на уставниот поредок и таа е во капиталистички општества, таа се нарекува по идеологијата фашизам. Многу омрза имате кон ВМРО ДПМН, тврдам и кон ВМРО она што напишете мојата теза, не знам од каде ви доаѓа. Мојата теза беше дека еднаш фатена партија која што им ја украла државата и демократијата на луѓето нема право никогаш повеќе да организира избори и да учествува. Во секоја игра е така. Оној што ги крши основните правила на играта се дисквалификува од играта. Видовте како се случува тоа во спортот. Ќе се процесуира. Ќе почекаме да видиме специјалното обвинителство што е. Гледайте, тоа не може да се очекува за ваков. Да прејудицирате. Морам да ве повикам повторно на за ваков злочин. Може би пријатели ќе станеме. Се запознавме. За ваков злочин не може да очекувате
да истото обвинителство и истото Се читале злочин и казна винован. Мораме да завршиме. Јас читал Па тогаш треба да знаете што е злочин. Мораме да завршиме. Нема злочин. Мораме да завршиме, овде ќе ве повикам повторно. Ви благодарам што бевте Има злочин. Ти благодариме, Мишко. Што бевте дел 24 анализа, овој мојот ќе продолжи. Вам почитувани ви благодарам на вниманието. Следува дневникот.